Добар ден, профинформативен блок на Слободен печат. Добре дојдовте. Моето име е Александра Вуксановиќ и ве што има ново. Судењето за пожарот во Пулс во Кочани, во кој животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени, продолжува денеска во судницата во Идризово со влез во нова фаза од постапката. Како што информираат од јавното обвинителство, на престојното ручиште се очекува да заврши со слушувањето на сведоците предложени од обвинителството, пошто ќе започне изведувањето на материјалните докази. Предвидено е уште тројца оштетени да дадат исказ, но нивното присуство е неизвестно, па доколку не се појават, ќе бидат прочитани нивните претходно дадени изјави. Денеска со почеток во 12 часот пред собранието од страна на група граѓани ќе се организира протест како израз на незадоволство поради постапувањето на Управата за јавни приходи во врска со барање данок за приходи остварени во странство и доколку има потреба, сообраќајот ќе биде пренасочен по околните сообраќајници. Од тие причини СВР Скопје, единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот. Министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски најави законски измени со кои полицајците ќе добијат ново овластување. Веднаш да изречат идна мерка за заштита при семено насилство, вклучително и отстранување на сторителот од домот, забрана за приближување и забрана за контакт со жртвата. На денешната надзорна расправа во Собраниската комисија за еднакви можности на жените и мажите, Тошковски рече дека семејното насилство предолго било третирано фрагментирано, со задоцната реакција и без суштинска координација меѓу институциите. Според Тошковски, клучната новина во законските измени е воведувањето на итна полициска мерка што ќе може да се изрече веднаш, врз основа на проценка на ризик и на утврдена непосредна опасност. Не знам кој извештај сте го читале од известувачот Томас Вајц. Напротив, извештајот што го имам слушнато јас е комплетен антипод од вашите прашања. Ова го одговори премиерот Христијан Мицкоски на новинарско прашање околу изјавата за европратеникот Вајц, известувач за Македонија во Европскиот парламент, кој вели дека земјава не постигнала никаков напредок во реформите за членство во Европската унија во последната година. За жал, засега не гледам дека се преземени потребните реформи. Во овој момент не гледам политичка волја од страна на владата да се ангажира сериозно, посебно кога станува збор за владењето на правото и независноста на судството. Ако Македонија не ги спроведе потребните реформи, 47 милиони евра нема да одат кај неа, туку кај соседните земји, рече Вајц. Председателот на СДСМ Венко Филипче во објава на X го прашува премиерот Христијан Мицкоски зошто кога толку сака да зборува за промената на името, иако ветувал, не прави ништо за да го врати старото име на државата. Мицкоски денеска повторно зборува за името. Кога клечаше и молеше за власт, ветуваше дека ќе го врати името и ќе го поништи през Панскиот договор, а нас не нарекуваше предавници. Па зошто не го враќаш името? Доаѓа времето на вистината, пишува Филипче на X. Човекот за кој американските власти велат дека се обидел да упадне на вечерата на Сдруженијето на дописници од Белата куќа со пиштол и со нож, е обвинет за обид за убиство на американскиот претседател. Покрај обвинението за обид на атентат врз Трамп, 31-годишниот Ален се соочува и со две обвиненија поврзани со огнено оружје. Тој не се изјасни за виновен. Обвинителите не открија мотив, но во пораката што ја прегледал Associated Press, за која властите велат дека Ален им ја испратил на членовите на семејството неколку минути пред нападот. Медиумот известува дека тој се нарекувал себе си пријателски федерален убиец, постојано осврнувајќи се на републиканскиот претседател без да го именува и алудирал на незадоволството од низа потези на администрацијата на Трамп. На конференцијата за неширење на нуклеарно оружје во Њујорк се собраа дипломати од целиот свет. САД и Иран влегува во жестока расправија во Обединетите нации откако Техеран беше именуван за потпредседател на конференцијата. Вашингтон тоа го нарече срамота, а Иран возврати со критики за американската политика. Во меѓувреме, суперјахтата Норд, во сопственост на рускиот милиардер Алексеј Мордашов, поминала низ Ормунскиот теснец и покрај ограничувањата. Пловилото испловило од
Дубај и се упатило кон Оман. Американскиот државен секретар Марко Рубио во меѓувреме изјави дека има охрабрувачки знаци за договор за демилитаризација на Хамас со посредство на Египет и Турција. Рускиот претседател Владимир Путин потврди дека добил порака од новиот ирански врховен лидер Мојтаба Хамнеи. Тој нагласи дека Русија ќе поддржи брзо постигнување на мир. Уште вести од светот. НАТО разгледува можност за укинување на практиката на одржување годишни самити, што се толкува како обид да се избегне потенцијално напнати средби со американскиот претседател Доналд Трамп во завршната година од неговиот мандат. Според повеќе дипломатски извори, дел од земјите членки се залагаат за намалување на фреквенцијата на самитите или нивно одржување на секој 2 години, со цел да се намали политичкиот притисок и да се подобри квалитетот на донесените одлуки. Иако се уште нема конечна одлука, се разгледува можноста во 2028 година, која се совпаѓа со претседателските избори во САД, самит воопшто да не се одржи. Турската влада планира сеопфатни даночни олеснувања во обид да ги привлече бизнисите и селениците назад во земјата, пишуваат турските медиуми. Претседателот Реџеп Тајип Ердоган соопшти дека сите што не биле даночни резиденти во Турција во последните 3 години се ослободуваат од данок на приход заработен во странство во период од 20 години по нивното враќање. Денеска е светски ден за безбедност и здравје при работа. Во текот на 2025 година во Македонија се евидентирани 132 несреќи при работа, од кои 31 со смртен исход, покажуваат податоците од годишниот извештај за несреќи при работа и професионални заболувања за 2025 година, што по повод светскиот ден за безбедност и здравје при работа 28 април го објави Македонското здружение за заштита при работа. Најмногу несреќи при работа имало во преработувачката индустрија 33, пошто следува градежништвото 15. Секој работник има право да се врати дома безбедно, а секој работодавач има должност да го обезбеди тоа, истакнува Македонското здружение за заштита при работа. На крај метео, времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Попладне ќе има повремен локален дожд и услови за изолирана појава на ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од јужен правец. Максималната температура ќе достигне од 20 до 25 степени. Гледавте вести, ви благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на slobodnpečat.mk.